Сообраќаен хаос. Њу Јорк се соочува со сериозна сообраќајна криза. Околу 700.000 автомобили дневно влегуваат во Менхетен. Но наскоро може да има олеснување во форма на нова политика, која на повеќето возачи ќе им наплати до $23 за да влезат тука. Не е изненадување што жителите на Њу Јорк и другите имаат различни реакции на оваа промена што следи. Секој ден возам во градот. Веќе плаќам $19 патарина бидејќи доаѓам од Джерси. Така што тоа ќе бидат $42 за да влезам на работа секој ден. Како? Кој би можел да си го дозволи тоа? Ако со ова се охрабри употребата на јавниот превоз и се обидуваме да бидеме попогодни за влијанието на климата, тогаш во тој правец треба да размислуваме. Многу пари за да дојдете во центарот на градот, но претпоставувам дека има и други опции, како што се метрото, автобусите. Според експертите, новите даноци за сообраќајот се очекува да го намали метежот за околу 20%. Приходите остварени од овие давачки ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата на јавниот транспорт во градот. Гувернерката на Њу Јорк, Кейти Хочул, верува дека овие нови политики, кога ќе се спроведат, не само што ќе ја подобрат безбедноста на улиците, туку ќе играат и клучна улога во борбата против загадувањето. Размислите за пешаците кои само се обидуваат да движат, велосипедистите, доставувачите. Тоа е опасно за нив. Но сета оваа активност, возилата што седат таму и не може да се движат, и нашите автобуси кои не се движат. Со тоа се создаваат сите издувни гасови и емисии што ги дишат нашите луѓе. Според конгресменот на Њу Јорк Ричи Торес, околу $1 милиарда што овие даноци за сообраќај ќе ги добиваат годишно за њујоршката транспортна управа, значително ќе се подобри животот на жителите од таа област. I represent one of the poorest congressional districts in America. Представувам една од најсиромашните конгресни области во Америка, каде што моите жители во голема мера зависат од јавниот транспортен систем. Њу Јорк е силен само како неговиот јавен транспортен систем, а цената за метежот ќе го спаси јавниот транспорт за следната генерација. Дури и со оваа позитивна реакција во Њу Јорк, новата ценовна политика не е добра за оние кои доаѓаат од соседен Њу Џерси. Најважниот дел што треба да се разбере за цените на метежот е влијанието што го има врз патниците во Њу Џерси од финансиски аспект. Проблемот со овој данок е што ги обезхрабрува луѓето да дојдат во Њу Јорк во време кога Њу Јорк треба да ги охрабрува да дојдат. Не ги повредувате само жителите на Њу Џерси, туку и њујоршките бизниси кога наметнувате ваков данок. Ова е само грабнување готовина за патниците од Њу Џерси да платат за подобрување на инфраструктурата во Њу Јорк. Додека сад го започнуваат својот прв потфат во цените за метежот, неколку големи градови, вклучувајќи ги Лондон, Стокхолм, Милано и Сингапур, забележаа пад во автомобилскиот сообраќај откако воведоа слични цени за метеж во сообраќајот. Истражувањата покажуваат дека во некои од тие градови падот на автомобилскиот сообраќај бил проследен и со зголемување на алтернативните можности за превоз, како што се метрото и велосипедите.